Податоците кои што се евидентни и се целосно инкорпорирани во системот на Агенцијата за вработување, може секој да направи увид и да ги отвори и да види дека навистина тоа се новоотворени работни места. Само со еден проект Македонија вработува 1 и 2, претходно нели проектот за вработување на млади до 29 години, со кој што беше иницирана оваа законска можност, се вработија млади лица, 8000 млади лица за само една година преку првата можност, додека пак понатака со продолжување на Македонија вработува 1 се вработија над 18900 лица, и додека сега со Македонија вработува 2, веќе имаме над 7200 лица вработено со оваа законска можност и таа трае нели до крајот на јуни. Очекуваме уште повеќе вработувања со оваа мерка до целосно нејзино искористување, па сите овие новоотворени работни места, еве само преку оваа законска можност, како последна ја напоменувам, се новоотворени работни места, тие се абсорбирани од страна на приватните компании, постојат со заснован работен однос М1 во Агенцијата за вработување и тоа е доволен евидентен доказ дека навистина луѓето се вработуваат наспроти паушалните нели обвинувања дека ние ги бришеме лицата од евиденција. Многу мал процент од лицата кои што се евидентираат во Агенцијата за вработување по различни основи согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност се избришани од самата евиденција и при тоа нели тоа е законска можност и тие се лица кои што не доаѓаат да се пријавуваат и при тоа не бараат работа. Се со цел нели да ги насочиме ресурсите и активните мерки кон оние кои што навистина сакаат да се вработат и им е потребно работно место. Покрај оваа законска можност, како што се нели напомена, над 170.000 работни места се отворени во период од 10 години. Би рекла дека освен активните мерки, целокупната економска политика и целокупната политика на претходната влада влијаела да може приватниот сектор да отвори работни места и со искористување или без искористување на мерките, можеби со некоја друга услуга од агенцијата, да вработи невработени лица. Само за 2017 година се предвидени нови 10.000 директни вработувања и се предвидени над 41.000 учесници на невработени лица, низ 22 активни мерки, програми, 11 услуги кои што се дел од овој оперативен план и при тоа и оние мерки и програми како што се нели обуките, практиканството и слично, кои што можеби не доведуваат до директно вработување, очекуваме да креираат индиректни вработувања кај приватните компании. Овој оперативен план е донесен од претходната влада. Ние континуирано ги објавуваме јавните огласи, се уште имаме активни јавни огласи по кои што може да аплицираат невработените лица. Се надевам дека ќе продолжиме со негова реализација, бидејќи мерките се корисни за невработените лица и за работодавците. Тие треба практично да се целосно да искористат. Овој оперативен план тежи над 14.200.000 евра и истиот во моментов се реализира. Атрактивна мерка во која што може невработените лица сега да аплицираат покрај неколкуте мерки кои што се објавени е мерката само вработување со грант, која што од оваа година е со зголемен износ, односно наместо 3.000 евра, 4.000 евра зимаат сите оние лица, апликанти кои што ќе го поминат процесот на селекција. Ова е втори јавен оглас. Во првиот јавен оглас се очекува наскоро апликантите да ги регистрираат своите бизниси, нели да продолжат со успешна работа и сите оние кои што се заинтересирани да дојдат во агенцијата да им ги понудиме сите можности кои што ги имаат при барање на оѓање на работа. Во моментов исто така се отворени на нашата веб страна, може секој да аплицира и да види над 8700 нови работни места. Тоа се јавни огласи кои што ги пуштаат приватните компании, може директно преку веб страната да се аплицира, може да дојдат лицата да им понудиме помош и кај нас во самиот центар
И при тоа сакам да напоменам дека невработеноста е намалена во цела Република Македонија, согласно административните податоци на агенцијата, односно во секој град каде што имаме центар за вработување, а тоа се 30 градови во Република Македонија, секаде имаме пат на невработеноста и ние неодамна ги објавивме податоците по сите центри за вработување. Јас можам за Скопје да говорам и да кажам дека во Скопје е намалена за 50% невработеноста или за 39% е зголемена вработеноста. Тоа се должи на работните места кои што се отворени и на невработување на невработените лица согласно оперативните планови, но и надвор од овие оперативни планови. Во изминатите години, да, сведоци сме дека имаше многу мерки од оперативниот план и од Македонија вработува еден, таргетира различни категории на граѓани до 35-50, оние кои што тешко наоѓа работа. Потоа агенцијата организираше и сајми за вработување. Колку сите овие активности придонесоа и им помогна и на оние кои што бараа работа, меѓутоа и на оние кои што бара квалификувани работници, меѓутоа не можеа да ги најдат, колку овие мерки им помогна да го реализираат побрзо сето тоа? Точно така, многу активности реализиравме и форуми со работодавци и саеми. Имаме уште еден саем во Скопје, првиот го завршивме за оваа година, на 15 јуни е планиран втор саем за вработување во Скопје и сите овие модули кои што ние ги пронаоѓаме да стапиме во директен контакт со невработените лица, со работодавците, како што кажавте, е од корист и за едната и за другата страна, за да се направи побрзо мечирање или спојување на работно способен кадар со работодавците. Најмногу се вработуваат и абсорбираат младите лица. Тие имаат најголемо учество и во проектот Македонија вработува 1 и 2 и во претходната законска можност, како и во сите мерки имаат над загарантирано учество 30%, но тоа секогаш е надминато. Добар показател е и дека и жените учествуваат скоро во сите мерки со над 30%, па и во мерката само вработување. Така да сметам дека сите активности кои што досега ги реализиравме и ќе продолжиме нормално, влодуваат со плод и успех. Споменавте дека проектот Македонија вработува 2 важи до крајот на овој месец. Дали во последниот период има засилени активности од страна на фирмите да ги искористат сите овие поволности од овој проект? Па, со оглед на целокупната криза која што постоеше, се чувствуваше и кај приватниот сектор и тие како да на некој начин се воздржува од вработување можеби на одреден кадар кој што им е потребен. Очекуваме сега во последниот период или последниве денови, бидејќи ние така сме малку навикнати, повеќе работодавци да побрзаат и да искористат оваа законска можност која што е навистина успешна. Сепак овој проект вроди со огромен успех и резултат. Многу лица се вработија преку истиот, така да сите оние кои што се заинтересирани слободно нека дојдат, може да вработат лица од било која возрастна категорија, како и лица кои што спаѓа во некоја ранлива социјална категорија. Тие се ослободени од плаќање на социјалните придонеси и персоналниот данок на доход во зависност од тоа во која возрастна категорија припаѓа лицето. Различен е периодот на ослободување и обврската за задржување на истото лице. При тоа имаат можност да го заменат лицето, имаат 30 дена доколку се замине од работа, не сака да продолжи или не е задоволен работодавецот. И навистина условите се поволни, па сите оние кои што не искористиле, а се колебаат дали да ја искористат оваа можност, јас ги охрабрувам да дојдат во било кој од центрите и да аплицираат.